Домашната култура ми налага да ви речам добро вечер. Професионално не сум сигурен колку денот ни е добар. Во држава во која криминалците влегуваат и излегуваат од затвор, кога и каде сакаат. Обвинителката која преговараше со милионерите ефтино да си ја купат слободата, заминува во заборав. Избрана е замена за Русковска, која вешто манипулираше со јавноста. Незиниот наследник пак Абази веднаш се прослави со лага. Како ли ќе ја бара сокриената вистина? Владата конечно пак ќе субвенционира струјата за фирмите од прехранбениот сектор. Но дали нивните газди ќе имаат доблест драстично да ги намалат цените на своите готови производи и полека да се смири инфлацијата? Тешка одлука за менаџерите кои се научија да бидат субвенционирани во нивниот екстра профит. Во Соединените Американски држави избори на исток без алтернативен мир. Русија и Украина ги копаат своите ровови. Односите Москва-Вашингтон не се на добро ниво, велат руските извори. Соединените Американски држави сугерираат Киев да се подготвува за преговори со одстапки. Зеленски и Путин својот опстанок го базираат со воени офанзиви. И кажете дека денот може да се следи со оптимизам. Ова е само кратката најава за новото издание на Трилинг, во кое ќе гледате спектар од теми и соговорници. Добро вечер.